anđelo, samo budi tu. Ti anđelo, samo budi tu. На моje огромно задоволство, утрово од сончевата Гевгелија допатува првиот човек на оваа општина, таткото на Гевгелија, градоначалникот Иван Франгов. Во престорот на денот на општината, а секако во тек се и денови на комедијата, ќе разговараме токму со градоначалникот Франгов и за оние приоритетни планови и реализирани проекти. А вие, доколку имате прашање до градоначалникот, ова посебно се однесува на гевгеличани, ќе можете да не контактирате на 2600-373. Добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Алфа. Добро утро и добро ви најдов. Поздрав до вашата телевизија, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Како патувавте утрово? Одлично, вообичаено. Така, со оглед на тоа што пристигнувате од најјужниот град или на државата. Моравме да станеме многу порано и да дојдеме на време. Градот кој во шега обично знаа да кажат дека е најблиску до Европа. Тука е европската и порта. Так, кажете ми што значи културниот настан денови на комедијата во Гевгелија, воопшто за оваа општина, за овој град? Па, видите, добро е да се има понуда што ќе се понуди, нели, како културно содржина. И тоа се вклопи сега во неделата на празнувањето на општинскиот празник 7 ноември, празникот на ослободувањето на Гевгелија, и ние така правиме 7 дена за 7 ноември. Значи, 3 представи комедии, 2 се одржаа веќе, една ќе се одржи вечер со Весна Петрушевска стендап комедија. Како беше посетеноста? Интересот на гевгеличани? Се надевам дека вечерва ќе биде најголем интересот. Има публика, но секогаш нели може и повеќе тоа да се направи. Со реконструкцијата на Народниот театар во Гевгелија, која што ја завршивме минатата година, веќе ги имаме сите предуслови за развивање на театарскиот живот, културниот живот во Гевгелија. На големо задоволство на гевгеличани и пошироко. Еве, ги полниме салите со културни настани во Гевгелија. Така. Ова е, можам да кажам, најава за одбележувањето на денот на општината, кој ќе всушност главното одбележување официјалното ќе се случува во среда. На кој начин ќе се одбележи денот на општина Гевгелија? Па ќе има покрај редовниот свечен прием кој што го организира градоначалникот и советот. Имаме свечено пуштање во употреба на пешачка патека која се изгради од Гевгелија до Негорски бањи. Следната година ни предстои од Негорски бањи до Негорци да изградиме другиот дел од оваа пешачка патека, оваа делница. Пуштиме во употреба свечено школско училишно игралиште во Милетково, во школскиот двор тоа го изградивме, за задоволство на жителите на ова населено место. И треба да биде веќе дефинитивно предаден во употреба новиот кружен тек во Гевгелија по овој повод. Пред тоа следи други манифестации, 60 годишнина од постојањето на гимназијата во Гевгелија ќе се одбележи со програма рок концерт на младите пеат за Гевгелија, младите таленти и повозрастните, поискусните таленти од Гевгелија. Има и изненадувања. Значи се тоа секој ден да има по некоја содржина за да може да го одбележиме празникот. Со кои проблеми се соочува оваа општина? Видите, како и сите општини и Гевгелија не може се да биде завршено, мора да има некои проблеми, но се трудиме тоа да го изработиме. Еве, имаме проблем со дислокацијата на автобуската станица. Се одлучивме тоа веќе затоа што не се јави заинтересиран приватен инвеститор. Овој потек го прави самата општина, во тек е тендерската постапка за изградба на нова автобуска станица. Дислокацијата на пазарот исто заврши тендерската постапка и тука ќе отпочне Гевгелија да гради нов градски пазар, со што ќе ја растеретиме сообраќајната гужва од централното градско подрачје, затоа што овие два објекти се наоѓаат токму во центарот на Гевгелија.
Имаме за довршување канализациони системи или за изградба по населените места каде што тоа треба да го направиме. Гевгелија е во фаза на изработка на основен проект пред завршница за ново водоснабдување, за да обезбедиме нови количини на вода квалитетна за пиење. Така веќе можеме да погледнеме и слики од градот Гевгелија. А што е оно што се прави? Да, што е ова конкретно? Турскиот немам. Значи споменик на културата со заеднички средства на општина Гевгелија и Министерството за култура. Ово преходно имало и донација од побратиме на општина Карач. Се реконструира и ќе биде споменик на култура заштитен, нели? Беше една руина во центарот на градот. Веќе сме пред крај овие денови треба да почнат работите на партерното уредување надвор и следувањето внатре и ќе биде уметничка галерија. Да. Кога споменавме за проблеми со кои се соочува ова општина, споменавме за градот Гевгелија само, нели, кога станува збор за автобуска, да, пазарот. Што е со околните села кои се дел од ова општина? Значи, во дали две инфраструктурата може би во две села ќе се градат канализации комплетни, значи во Пардејци и во Мртенци, тоа е со средства од кои што ги обезбедува владата преку ЕИП. Овие денови треба да излезат тендерските постапки, значи овие две села конечно да имат канализација, а ќе продолжиме и понатаму за изработка на проекти за другите населени места. Се бетонираат потесни улички, се асфалтираат по населените места. Во 3 села поставивме последниот месец детски играчки, обувачки, клаткалки, значи да ги имат тие некои урбани опреми и по населените места. Да. Како дел од оние места кои ги зафатија пожари ова лето во Македонија, беше Гевгелија, и само ќе ги споменам оние 400 хектари обработливо земјиште кое беше уништено од пожарите и како резултат на тоа добивте 250 милиони динари. Како ќе ги искористите, на кој начин овие? Немаме добиено уште ништо. Значи, ние само проценката на штетата елаборатот го усвоивме на совет и го испративме до владината комисија на разгледување понатаму. Се уште нема одговор? Треба да помине процедурата како што треба. Стварно огромна штета не само за обработливото земјиште, за земјоделските култури, пчелни семејства, нели, некои штали кои што изгоре и огромни површини на шума. Значи и зимзелени и листопадна, кои што наставно ќе им треба многу долг период за да сето тоа се обнови. Беше страшна гледка да не се повтори не само во Гевгелија, никаде да не се случуваат такви работи. Така, јас се надевам дека ќе ги добиете овие средства кои се необходни, нели, за понатамошен развој. А кои се вашите приоритетни планови за иднина? Приоритети има повеќе, значи до изградбата, ќе биде изградбата на пазарот, автобуската како што спомнав, но очекува доградба во гимназијата на 12 училници, за да може да работат и во една смена, од двесменско во едносменско работење. Пробивање на западниот и јужниот булевар во Гевгелија за обиколници со кои што ќе се обезбеди за да може да тешките товарни возила да ја заобиколуваат Гевгелија, да не поминуваат низ централното градско подрачје. Како прв приоритет ќе биде новото водоснабдување со кое што ќе се обезбеди со проектот за да може да пристапиме кон тендерирање и изведба на овој проект. И понатаму продолжуваме со урбанизацијата на Гевгелија, затоа што и во преходниот период зафативме една амбициозна програма за урбанизација. Значи, 20 на планови донесени, 20 на во процедурата, 25 локални урбанистички плански документации донесени. Инвестирање, организирање на индустријската зона Билото во близина на Гевгелија и актуелна е во моментот значи внатрешното уредување на технолошката и индустријска развојна зона Пардејци, каде што треба да привлечеме инвеститори. Се организираат и други делови од Гевгелија со цел да можеме да го потикнеме локалниот економски развој и да обезбедиме со тоа работни места. Дали имате соработка со општини надвор од Македонија? Да, соработуваме со општини надвор од Македонија. Присутни сме постојано при аплицирањето за проекти за прекогранична соработка и оваа година Гевгелија како општина има
од општина Гевделија 3 проекти добиени за прекогранична соработка со Грција. Актуелно е тоа, значи околу 430.000 евра доби општата болница во Гевделија. Средства за проект, општина Гевделија за одводен канал во Негорци 190.000 евра и 130.000 евра проект доби Фондацијата за локален развој Гевделија. Значи постојано се аплицира, имаме побратимени општини од Бугарија Севлиево, од Србија Инџија, од Словенија Сежана. Сега очекуваме да ги прошириме тие побратимувања и со други општини, од Турција општина Карач, да не заборавам некого, нели? И сакаме тие наши контакти да ги интензивираме, не да остане само на културната соработка, туку да ги поврземе и нашите стопанственици, да се развие и стопанска соработка. Еве, почнуваме протоколарно и со градот Пазин од Истра, ќе ни бидат гости, ќе подпишеме меморандум за соработка и ќе следи побратимување со овој град. Така. За крај ќе ви се заблагодарам за гостувањето и честитки секако за денот на родинденот на општина Гевделија, кој ќе се прославува во среда, така, веќе се интензивни подготовките за прославата